Се приближуваат летните одмори, но автомобилската индустрија не сака да чуе за летна пауза. Исто така и туристичките работници не сака да чујат за летната пауза, бидејќи сега е сезоната на летни одмори. Но денеска во ова издание на Автомагазин ќе ве однесеме на најголемиот крстосувач за патници во светот. Одвоивме време и за историјатот на најпродаваниот модел на Мерцедес, а под лупа, односно на тест, ја имавме BMW X4. Затоа тоа е доволен аргумент да останете пред малите екрани. Ви посакувам срдечно добре дојде во новото издание на Автомагазин. Да имаш контрола, значи да имаш се. Преземи контрола и одбери Корола. Сега Toyota Corolla бензин за само 13.590 евра или Toyota Corolla дизел за 14.990 евра. Одбираш Корола, одбери и пакет, регистрација и пол резервоар или една година каско осигурување или алуминиумски бандажи. Патосници добиваш во секој случај. Имај се. Toyota, always a better way. Запознајте ја новата звезда во флотата на Mercedes-Benz. Новата Е-класа, која го прави секое ваше патување. Патување во прва класа. Mercedes-Benz, the best or nothing. Go. Go with the wave. Lead the brave. Go bold. Go strong. Go to oceans where no one's gone. Да се создаде моќен мотор е како креирање на неодолив парфем. Се селектираат најдобрите состојки. Така, тој ќе ги поттикне твоите чувства, кои ќе ги паметиш до крајот на својот живот. Peugeot 308 со 1.6 Blue HDI мотор за 190 евра месечно. Designed for the little more attitude. Mazda 6. Master. За ситуациите во кои што сте без решение, земете семеен пакет Одличен 7 од Евроинс. Пакетот вклучува домаќинско осигурување, патничко и осигурување од незгода. Одличен 7. Квалитетно осигурување за квалитетен живот. Пред повеќе од 40 на години во Соединетите Американски држави започна трендот на моноволуменците. Крајслер беше прв во светот кој ги представи токму овие возила, а овој тренд во Европа го превзема Рено со представувањето на својот Еспас. Од тогаш помина многу вода низ Сена, а исто така и многу генерации, многу модели од Рено излегоа на пазарот како моноволуменци. Последниот од нив е Гран Сеник, кој ја задржува ДНК-та на Рено и се истакнува со својата многунаменост и се разбира со својот простор. И новиот Рено Гран Сеник продолжува со интегрирањето на кросоверските карактеристики во моноволуменската форма. Тоа е затоа што пред наездата на спортско корисните возила најмногу настрада токму продажбата на моноволуменците.
За да не ја загуби стекнатата предност, основоположникот на оваа класа, Рено, се реши на ризичен чекор, да ги приближи своите семејно ориентирани модели кон трендовските кросовери. Прво тоа беше успешно сторено со Еспас, додека зафатите кај стандардниот Сеник не се толку наметливи. Затоа пак Гран Сеник во се изгледа како намален Еспас. Флуидниот и елегантен дизајн се уште како основни ги има и моноволуменските линии, а кокетирањето со кросоверскиот стил му доаѓа како сладок зачин. Димензиите секако му се компактни, но забележливо поголеми од досегашната генерација, најмногу должината за 75 мм. Меѓускиното растојание зголемено за 35, а растојанието од коловозот на 30 мм. Токму тоа и најмногу придонесува за кросоверскиот изглед, дополнително истакнат со големите 20-инчни тркало. Поголем е и багажникот за 40 литри, но поважно од тоа е што товарењето е олеснето, а практичноста зголемена. Задолжен за оваа функционалност е системот за соборување на седиштата, кој со еден допир на екранот автоматски ги преклопува, ослободувајќи простор со рамен под. Од другата електроника која ќе го олеснува престојот на 5 или 7 патници се издвојува AirLink 2 инфозабавниот систем со 8,7 инчен дисплеј и Bose озвучување. Тука се и head-up дисплејот во боја, адаптибилниот темпомат и бројните безбедносни асистенти во возењето. Многумина ќе се израдуваат и на камерата за возење наназад и системот за помош при паркирање со предни, задни и странични сензори. Натрешноста исполнета со бројни решенија карактеристични за оваа класа, кои ја зголемуваат модуларноста на широко градо по големиот простор во споредба со обичниот Сеник. Во тоа придонес има и модуларната платформа која ги вдомува уште и Меган, Каджар, Еспас и Талисман. За погон се задолжени 2 бензинци и 3 дизела. Првите се со 115 и 130 коњи, а вторите со 110, 130 и 160 конски сили. Средниот од нив може да се добие со хибридна асистенција, кој треба да го сватиме само како увод кон алтернативните погонски решенија. Рено годинава ќе одбележи 2 децении од лансирањето на првиот Сеник. Сегашната 4-та генерација ќе има многу потешка задача од претходниците, заради што и има повеќе адути да се справи со неа. Дали и цената ќе биде еден од нив, ќе дознаеме кога ќе се приближи датумот за пазарното лансирање пред крајот на годината. Од Тајланд, каде се произведува новиот пикап на Fiat со ознака Fullback, пристигна во Европа. По пат застанувајќи во Дубај, на тамошниот салон на автомобили навести дека се смета и на овој дел од глобалниот пазар. Познатите линии упатуваат на кооперацијата со Mitsubishi, што е доволен доказ за издржливоста со која ќе ги убедува европјаните да се одлучат за него. Димензиите му се истите од L200, како и носивоста од 1100 кг, а може да влече приколка тешка 3 тона. Погонот ќе го добива од 2,4 литарски дизел со 150 и 180 конски сили, спарен со 6-степена мануелна или 5-степена автоматска трансмисија. Ќе биде на располагање со погон само на задните или на сите 4 тркала со редуктор, како и со управувач на левата или десната страна. Деталните спецификации и цените ќе бидат прилагодени на секој пазар поединечно, но се очекува во вкупно 4 изведби. 2 главно се наменети за работа и ќе имаат единечна или продолжена кабина со задни помошни седишта. За оние со специјални барања е намената верзијата само со шасија, а изведбата со двојна кабина е повеќе за викенд возење. Токму тие купувачи ќе бидат и најмногу задоволни бидејќи Fiat им подготвува серија Mopar, додатоци специјално наменети за разубавување на Fullback. Водечката европска нискобуџетна авиокомпанија EasyJet представи прототип на паметни обувки. Наречени Sneak Airs, тие имаат вградено технологии кои на оној што ги носи ќе му помогнат во истражувањето нови места без да се загуби.
Со помош на Bluetooth комуницираат со телефонот, чиј GPS систем користат, а насочувањето на патникот намерник во непознатата околина го прават со мали вибрации од сензорите вградени во нив. Од EasyJet велат дека ги развиле овие обувки да им го прават полесно и попријатно патувањето на своите 70 милиони корисници. Затоа и не треба да изненадува што е најавено дека ќе се продаваат само во нивните авиони. Никакви детали за цената, бојата или датумот кога би биле достапни засега не се објавени. Океаните од секогаш го фасцинирале човека и го потикнувале неговиот истражувачки дух. Последните 120 години тој се пресели на автомобилските тркала, но предизвикот на морските широчини остана. Сега живее во поинаква форма, благодарејќи на прекуокеанските луксузни крстосувачи. Најнов меѓу нив во едно и најголем на светот е Harmony of the Seas, кој што туку го имаше своето промотивно патување. По нарачка на американскиот туроператор Royal Caribbean International, французите го градеа 32 месеца за цена од $1 милиарда. Има должина од неверојатни 362 метри, височина од дури 70 метри и бруто тежина од 227.000 тони. На неговите 18 палуби превезува 6780 гости и 2100 члена на екипажот. На гостите на располагање ќе им стојат 23 базени и 20 ресторани, меѓу кои и оној на Джейми Оливер. Нивото на луксуз може да се предпостави, но за да подобро го сторите тоа, ќе споменеме дека поседува бионички бар со роботи место шанкери и виртуелни балкони на кои гостите во собите имаат поглед во реално време на дестинацијата. Велат дека интернетот што го има е најбрзиот на море, а за брзината на движењето од 40 км на час се грижат 8 дизел мотори со вкупно 132.000 конски сили кои произведуваат струја за 7 пропелери. Оваа инаугуративна сезона Harmony of the Seas ќе ја помине на Медитеранот, правејќи 7-дневни тури меѓу Барселона и Рим по цена од €1.000. Есенва ќе отпатува преку Атлантикот, каде ќе продолжи својот блескав луксуз да го нуди на гостите кои ќе сакаат да пловат меѓу Карибите. За многумина од нас одморот со ништата е да се помина 10 на 15 дена на вака луксузен крстосувач. А исто така за многумина од нас автомобилот со ништата е Мерцедес, особено Е-класата. Незиниот историјат почнува пред 50 на години, кога се појави на пазарот и не се викаше Е-класа. Од тогаш до денеска поминати се 8 генерации на оваа лимузина од средната класа, кои многумина ја есапат за лимузина од висока класа. Кога е во прашање марка како Мерцедес и модел како Е-класата, тешко е да се определи кој е точниот датум на раѓањето. Провлекувајќи се низ историјата на автомобилизмот како нејзин рбет, овој модел ги влече своите корени уште од 1936 година. Тогаш на свет дојде 170 В, кого аналите го признаваат како нејзин предок. Лесната конструкција, помалите димензии и комфорот за патниците направија веднаш по појавувањето да стане најпродаван модел на марката. Својата слава ја однесе далеку од матичниот Штутгарт, дури до Јужна Америка, каде едно време се произведуваше. Ќе останеше на врвот да не беше виорот на Втората светска војна, во кој овој автомобил сепак не се загуби. Го преживеа бомбардирањето на сојузниците и беше основ за препород на германската компанија.
Неговото производство продолжи, а за него беше развиен и екстремно економичен дизел. Овој модел всушност беше првиот после војната и трет автомобил воопшто во историјата со дизел мотор. Ја задржа трикраката звезда на својот нос се до 1953-та. Тогаш на сцена стапи првиот повоен Мерцедес, моделот W120. Популарно наречен понтон, стилски обликуваниот седан имаше доста модерни решенија, меѓу кои и самоносечка каросерија. Иницијално задвижувана од постоечкиот 1,8 литарски мотор, основната негова верзија се продаваше до 1962 година како Мерцедес 180. Тоа што имаше само 52 конски сили не беше пречка да ја шири својата популарност. Постигнуваше максимални 126 км на час, а забрзуваше до 100 за долги 31 секунда. Добар дел од купувачите, главно таксистите, се одлучуваа за дизел верзијата со 40 конски сили, на која отпаѓаше половина од производството. Причината беше јасна – трошеше за 3 до 4 литри помалку гориво. Со текот на времето изгледот благо му се менуваше и добиваше нови и посилни мотори, а за поголема безбедност на пешаците и трикраката звезда закачена на ладилникот со пружина. За 9 години, колку што беше актуелен, Мерцедес продаде 440.000 возила од овој модел, а дел од нив стигнаа и до Соединетите Американски држави. Неговиот наследник, моделот 190 со техничка ознака W110, беше прв што имаше задни крила со облик на перки. Телото му беше дериват на полуксузниот W111, заради што имаше и широко градив натрешни димензии. Модерниот за тоа време изглед, кој подсетуваше на американските патни крстосувачи, беше вистински хит и за 7 години Мерцедес произведе скоро за половина повеќе отколку неговиот претходник. Дел од заслугите отпаѓаа на неговата веќе докажана техника, која овој модел ја имаше на почетокот. Моторите подоцна беа заменети со 2-литарски, а се вградуваа и 6-цилиндрични агрегати. Сепак преовладуваа дизелите со околу 2/3 од производството, заради што е заслужен за ширењето на оваа моторна технологија и покрај подсмевот на автомобилските новинари. Беше и првиот Мерцедес над кој беа направени краш тестови, и тоа со брзина од 80 км на час. Дури белгискиот увезник вешто го конвертираше во караванска верзија, која и покрај скромниот успех најави една нова ера во историјата на автомобилите. 70-тите години на минатиот век ги одбележа владењето на W114. Примероци од овој модел се уште се среќаваат по улиците, факт што сведочи за неговиот квалитет произлезен од новоразвиената шасија. Заедно со класичниот троволуменски дизајн делото на французинот Пол Брак, тој е заслужен за значителниот пораст на имиџот на марката на глобално ниво. Во бројки изразено тоа значеше 1,9 милиони примероци, колку што за вкупно 8 години излегуа од 7 различни фабрики. Далеку најбројни беа верзиите 200 во бензинска и дизел изведба, како и 220 дизел. Бројките во ознаките стрикно ја следеа зафатнината на моторите, кои за разлика од поранешните модели ги имаше во поголем број. Меѓу нив беше и првиот 5-цилиндричен дизел. Не недостасуваа ниту напредни технолошки иновации, како на пример електронско вбризгување на горивото. Се произведуваше и како купе со 2 врати, а едно кратко време во Аргентина и во пикап изведба. Интересна е и верзијата со продолжено меѓуоскено растојание со 7 седишта, од која се произведени само 10.000 примероци. Еден од нив се уште е во активна служба на Собранието на Република Македонија. Но кога ќе се погледне моделот што следеше, сето досега кажано изгледа само како генерална проба. Во 1976 беше годината која на сцена стапна W123, автомобилот што направи Мерцедес да биде Мерцедес. Гледано од денешен аспект не одскокнува со ништо посебно, но се појави во вистинското пакување во вистинскиот момент. За 9 години постоење се продаде во рекордни 2,7 милиони, станувајќи најпродаван модел во историјата на марката. Неговиот успех го охрабри Мерцедес да започне со пополнување на гамата и во другите класи. Моделот 190 беше само почеток на спиралата која и ден денес се одмотува.
Самиот W123 пак предизвика ситуација дотогаш непозната во Германија. Толку беше баран што се создаде црн пазар за него. Луѓето го купуваа за да го препродадат. Така оние што не сакаа да чекат по 12 месеци за него, плаќа и по 5000 марки повеќе за да го добијат веднаш. Посебно беа барани дизелите, тоа што, на пример, најпродаваниот 240D имаше 65, а моделот 200D само 54 конски сили, никому како да не му пречеше. За информацијата да биде комплетна, треба да се знае дека редовните цени му се движеа помеѓу 19 и 27.000 марки. Мерцедес W123 ќе го паметиме и како прв со турбодизел мотор и официјално прв караван во гамата на марката. Трагата што ја остави беше толку длабока што изгледаше дека неговиот наследник тешко може да ја стигне, но само изгледаше. W124 се продаде во повеќе од 2,5 милиони примероци, но затоа му требаа 11 години. Технички беше далеку понапреден, но и поквалитетен и значително поскап. Ентузијастите го паметат и моделот 500E, направен во блиска соработка со Порше. Неговиот 8-цилиндричен мотор со 326 конски сили го отвори погледот кон она што денес е понудата на AMG. Беше и последниот Мерцедес кој официјално беше означуван со бројки. Дури пред крајот на неговиот живот во 1993 година, унифицираната номенклатура за означување на моделите го прекрсти во Е-класа. Иницијално оваа буква се користеше за означување на моторите со вбризгување на горивото, техничка карактеристика која масовно започна да се среќава токму во овој модел. За останатите генерации на Е-класата после него нема да зборуваме. Тие се толку чести на улиците што се уште спаѓаат во денешницата, а не во автомобилската историја. За крај ќе додадеме само дека Мерцедес кумулативно од сите генерации на Е-класата има произведено повеќе од 13 милиони возила. Бордот на директори на производителот на Subaru возилата одлучи наместо Fuji Heavy Industries компанијата во иднина да се вика Subaru Corporation. Нивната одлука треба да биде потврдена од собирот на акционерите и ќе стапи на сила на 1 април 2017 година. Корените на Fuji Heavy Industries датираат од 1917 со основањето на Aircraft Research лабораторијата, подоцна преименувана во Nakajima Aircraft. После бројните реорганизации, компанијата го добива сегашното име во 1953 година. Се занимава со широк спектар бизниси, од аеронаутиката до индустријски производи за општа употреба, но главни секако и се Subaru возилата. Токму и затоа со намера да се засили овој бренд е донесена одлуката Fuji Heavy Industries на својата 100-годишнина да стане Subaru Corporation. Годишното производство на Subaru во ланската фискална година изнесуваше 950.000 возила. И полека стигнуваме во делот наменет за тест во автомагазин. А денеска имаме еден нов модел на македонскиот пазар кој на глобалниот пазар е присутен цели 4,5 месеци. Значи, многу брзо е стигнат во Македонија. А тоа е автомобил кој исполнува повеќе критериуми. Неговата контура е типично купеовска, а има и офроуд карактеристики. Тоа е BMW X4, настанат врз платформата на поголемиот брат X3, а охрабрен да дојде на пазарот поради големиот успех што го има неговиот уште поголем брат наречен
наречен X6. Денеска ќе седнеме зад управувачот на изведбата со дволитрен твин турбо дизел мотор од 187 коњски сили и 2 литри за фатнина. Спортскиот имидж кој го негува BMW во голема мерка е пренесен во X4-ката. Таа е произлезена од моделот, односно серијата 4, која има купеовска ориентација. Токму поради тоа и овој модел BMW не го класифицира во групата на спортско корисни возила, туку во спортско активни купеа. Сериски во секоја изведба на X4 се вградува X-драйвот. Јас сум во кабината која е опремена со ниво на опременост М. Тоа значи дека има многу гаджети кои не само живот значат, туку и имидж значат. BMW со овој модел сака да се наметне во конкуренција со Porsche Macan, но и Range Rover Evoque. Затоа ништо не превзема без детално да проучи. Возењето на X4-ката е посебно задоволство. Купеовската форма е поставена врз основа и база на постариот модел X3, но X4-ката дава еден посебен шмек, еден имидж кој е несвојствен за останатите модели на BMW со предзнакот X. Богатата опременост во внатрешноста е совршено вкомпонирана со ергономијата. BMW добро се снаоѓа со ергономијата, а во X4-ката дава една посебно чувство на извонредна прегледност, што се однесува за возењето напред. Но кога возите наназад, тогаш се јавуваат проблеми. Поради купеовската форма на задниот дел, видливоста е видно намалена, но BMW и за тоа има мислено. Сериски се вградуваат не само сензори за паркирање, туку и камера која дава повеќе перспективи. Па така е надминат проблемот со прегледноста во градски услови, особено кога се вози наназад. Удобноста и ергономијата на BMW X4 ја истакнав пред малку, но таа е запазена само на предните седишта. На задната клупа поради формата направени се многу компромиси. Има можеби доволно место за главите и за нозете, но не за луѓе повисоки од 1,75 м. Оно што сакам да го истакнам кај овоа ниво на опременост е можноста за бирање на повеќе типови на возење. Од економично до спортско, па и динамично, каде што се исклучува дури и ESP-то. Тоа ви дава можност на испробување на механичките склопови кои се пуштени сами на себе без контрола на електрониката. А тука BMW е врвен мајстор. Не само поради погонот на сите 4 тркала, туку и поради извонредниот баланс кој го има каросеријата и соодействува со подпирањето. Во спортскиот модус на возење веднаш се чувствува трансформацијата на целиот автомобил. Пред се укрутува амортизацијата и воланот станува потежок. Не само што е потежок, туку и попрецизно ги прифаќа командите. Кога се вози вака во свиоци,
дозволува и да се поиграте, а бидејќи не работи ESP-то, тогаш потребна е и корекција поради подуправувањето, кое е типично за секое спортско возење. Но она што е добро, извонредно реагира целиот склоп и со пирачките. А менувачот кој има 8 степени на пренос многу лесно ја префрлува силата таму каде што треба. Тој може да се контролира и од педалите на самиот волан и времето на менување на брзините е многу скратено. Функционирањето на перманентниот систем на сите тркала зависи од електрониката. Таа проценува каде треба да прати повеќе, каде помалку сила и исто така не само на тркалата, туку и на оските, дали е на предната или на задната оска. Така да во секој момент се добива добар баланс на возилото и го чувствувате неговото однесување без никаков компромис. 8-степениот менувач одлично избалансиран со моторот. Испод калубата се наоѓа 2-литрен 4-цилиндерски дизелаш со 2 турбополначи. Овие стероиди кои ќе се впумпаат во коморите на моторот произведуваат 400 Нм вртежен момент и врвна сила од 187 коњски сили. Тоа ви пружа голем диапазон на забава и можности при самото возење. А возењето, како што реков, е извонредно. Доаѓаме сега и до една категорија која е помалку непријатна, тоа е цената. Во М пакетна опременост X4 е несебично и богато опремена. Има дури и 19-инчни тркала и извонредни електронски помагала. Финишот е безкомпромисен, прецизен, квалитетен и не се слушаат никакви шумови од пластичните површини, ниту пак во голема мерка продираат шумовите од надворешноста. Но за ова задоволство, кое не е само возачко, туку и имидж задоволство, треба да се одвои дебел буџет. 70.970 евра чини возениот модел. Колку и добро да изгледа, тој влага во ценовна категорија која во BMW е доста распространета. За тие пари можете да земете многу добро опремена серија 5. Можете дури и со мало ценкање да купите X5. Но со X4 нема да го добијате оној имидж кој го пружа овој автомобил со ниту еден друг. BMW смета дека со овој продукт не само дека продава имидж и статус символ, туку верува дека продава вистинско механичко ремек дело. Јас се сложувам со нив кога станува збор за механиката, но за парите уште еднаш би размислил. И вие добро размислете до следното издание на Автомагазин кое е за 7 дена. До тогаш до гледање.